И по 2 години од завршувањето на шарената револуција и по речиси 1 година од доаѓањето на новата локална власт, Прилепската општинска зграда, која беше една од најубавите и најрепрезентативните во државата, се уште стои и шарана. Според изјавата на актуелниот татко на градот Илија Јовановски, дадена пред неколку месеци за локален медиум, зградата најверојатно немало ни да се чисти, туку ќе останела како споменик за успешното соборување на режимот. Прилепчани со чии пари пред 7 години беше реадаптирана оваа зграда од некогашниот руиниран офицерски дом, баш и да не се согласуваат со ваквите идеи на локалните власти. Треба да се врати се на своје место, ама штетата да ја платат тие од нивните џебови кои до денеска градат. Уништуваат и џебовите ги полнат. И после ги празнат од народот. Јас сум дете на комунистичка фамилија и овде го сам комунизмот, но не ваков. За 8 месеци тие не мрдае 8 камчина, него и тоа што беше го уништува. Да си оде оваа гарнитура с место. Општинската града треба да биде чиста. И то да не биде како што беше досега, сега останала нечисто, шарената револуција треба да се исчисти, мислам, добро. Како може да биде нечиста? Кого го интересира шарената револуција? Па тие беа, 50 души се врсолка, тука шарена револуција направиле. Шо глупост е таа, ајде таму. Се знае од кај и шарената и се и готово. Да не дискутираме, ама објектот треба да биде чист. По однос на ова, новата локална власт единствено што досега направи е тоа што минатата година поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник, а Прилепскиот основен суд го осуди за тоа што не ја заштитил општинската зграда од фарбањето од страна на припадниците на така наречената шарена револуција. Екс-градоначалникот е осуден со условна казна затвор во висина од 6 месеци, која нема да се изврши доколку истиот не стори кривично дело во рок од 1 година, односно до август годинава. Дополнително на Ристевски му беше изречена и парична казна во висина од 36.900 денари.